Брзото возење, непочитувањето на правилата и игнорирањето на пешачките премини мора да станат исклучок, а не секојдневие. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски најави директна соработка и поддршка за Safe City преку локални стратегии и акциски планови што ќе придонесат за оваа цел. Патната инфраструктура која што креираме мора да биде безбедна по дизајн, по проект, но истото да се случува и во реалноста. Тоа значи инфраструктура што ќе минимизира ризиците и нуди услови за безбедно движење на сите, од пешаци преку велосипедисти, моторни возила, лица со попречености и така натака. И унапредуваме националната регулатива за безбедни патишта преку измени на законски решенија, креирање на урбанистички планови со безбедна инфраструктура. Го поддржуваме и соработуваме целосно со општините за развој на локални проекти во дел на модернизација, дали е во делот на раскрсници, воведување на мерки за смирување на сообраќај, изградба на тротоари и велосипедски патеки. Градоначалникот на град Скопје ја поздрави мерката Безбеден град и ја истакна важноста на системските решенија, модерната инфраструктура и координираниот пристап за создавање по безбедна метропола. Во насока на зголемување на безбедноста и растеретување на сообраќајниот хаос, градот Скопје секако ќе има клучната улога. Проектите од мојата програма се токму во таа насока. Новите кружни текови, како и подземната сообраќајница кај Лимак, двата кружни тека кај Тобако 2, новото решение во Бутел, кое ќе подобри проводноста и безбедноста кон Радишани и Чучер-Сандево, модерното сообраќајно решение со кружен тек во центарот на Ѓорче Петров, како и новата клучка на источниот дел на градот кај Хиподром. Ова е дел од мојата визија нула несреќи. Зајакнување на институционалните капацитети, како и проектирање и изградба на патна инфраструктура се едни од конкретните системски решенија за да може да имаме системски функционален безбеден град. Процесот на едукација на учесниците во сообраќајот мора да започне од најрана возраст, да продолжи низ формалниот образовен систем, преку обуки во автошколите на кандидатите за возачи, како и при спроведување на превентивно-едукативни кампањи и поуки од страна на надлежните институции. Зајакнати контроли и надзори од страна на институциите задолжени за спроведување на законските прописи. Во Скопје сообраќајот е секојдневен предизвик. Безбедноста е заедничка одговорност на сите учесници и институции.